Тие се најблиску распоредени американски војници до руската граница. Во обуката се симулираат жестоки битки во Естонија, која е во НАТО. Целта е да се потисне непријателот. Целокупната крајна цел на вежбата е базирана да се освои клучен дел од теренот, а тоа е непријателска линија. Американските војници од 101-та воздухопловна дивизија елиминираат симулирани непријателски извидници и одбрана. На место за обука на помалку од 50 километри од Русија, која пред една година го нападна својот сосед Украина, кој не е член на НАТО. Со ваков тип на вежби сакаме да обезбедиме најреална средина за обука за нашите војници за подобро да ги подготвиме за секаков вид предизвици во иднината. Тоа се неутрализира со AT-4, оружје слично на противтенковските проектири Джавелин, кои што може да уништат вистински оклопни возила во Украина. Се симулира тактика на непријателот, но предизвиците се реални. Многу војници не виделе снег во животот, така што ваква средина може да биде предизвик. На околу 200 километри северозападно, американските повеќеракетни фрлачи Хаймарс со првата пешадиска дивизија се на Готовс, а војниците се маскирани. Можеме да пукаме во движење и да останеме на скриени позиции и добро покриени локации за долг временски период. За неколку секунди можеме да возвратиме со ракета или проектил. Хаймарс и нивните оператори пристигнаа во декември како дел од засиленото присуство на американската војска на Балтикот. На почетокот на минатата година имаше околу 600 американски војници во 3 балтички земји. Сега има околу 1500. Полковникот Ричард Икеа е начело со артилериските сили на првата пешадиска дивизија. Тој вели дека американските оператори на Хаймарс тренирале во Естонија и претходно, но сега е поинаку бидејќи тие се исто така дел од колективната одбрана на Естонија веќе подолг временски период. Тука вежбаме сценарио, се подготвуваме што носи реалноста и да бидеме што е можно поподготвени.